Да не ви се верува. Некој намерно буквално ја подпалува државата само за да може да излезе на пресконференција и да кажува како тоа оваа власт не прави ништо различно од нив. Какова да е прв пат да има пожари во Македонија? Како досега ни една искра да немало, а не пак шумски пожар. Луѓе, памтите ли што ни се случувало минатите години? Зарем заборавивме дека пред неколку години Берово ќе ни изгореше? Дека пожарот ајде што ја уништи шумата, што служи како бели дробови на Македонија, туку за малку градот ќе пламнеше и ќе се претвореше во пепел. Зарем заборавивме дека пред некоја година исто така целосно ни изгоре речиси цел национален парк Галичица, дека заедно со Албанија ни изгореа 6.500 хектари шума, или пак пожарот на планината Серта, кога за малку пола држава ќе се кренеше во воздух, затоа што огнените јазици за малку ќе го подпалеа војниот полигон на Криволок. И сега ќе кажете, да, ама затоа тие паднаа. Овие требаше за една година скроз да се подготват и да имаат цела една армија на пожарникари, опремени со најсовремена опрема, плюс и да имаат поддршка од десетина авиони и хеликоптери. Па немојте ви се молам. Магично стапче да имаат тоа е невозможно. А дека не е исто како претходно, доволно зборува фактот што за разлика од сите оние примери што ви ги дадов, со пожариве годинава власта се справува главно сама. Кога велам сама, мислам на тоа дека барем за сега не треба цела Европа како на времето да ни испраќа авиони, хеликоптери и 1 тон пожарникари да ни ги гасат пожарите. Значи не е исто и не е случајно. Гледајќи дека оваа власт почнува да ги менува работите, дека откако се беше срушено и девастирано, сега поотново конечно почнуваме да ги градиме темелите колку толку, опозицијата и сета она армија на самопрогласени прогресивци, кои ги загубија позициите во општеството и останаа без денар во својата безидејност, не им останува ништо друго, освен да шират омраза. Тие немаат идеја како да се оди напред. Тие не предлагаат решенија за било што. Да има, ќе го спроведаат дека беа на власт. Сега ете им останува да ја запалат државата.